Едната е должноста на субјектот како да се однесува на определен начин, а втората се однесува во определена ситуација на секој лице кој е должно да изврши санкцијата кога нормата се крши. Правниот поредок е единствен систем кој не трпи внатрешни противречности и тоа се постигнува со принципот на правна сигурност. Исправен е оној правен поредок кој е делотворен и се применува независно дали е опште прифатен или насилно е наметнат со принуда и казна. Правдата е идеја, водилка на правото. Право е само оно што е справедливо. Правдата е добродетел кој се состои во постапување во согласно со законот, што значи дека е праведно се што е законот. Правосилноста на судската пресуда, кој е цел на судската постапка, е заснована врз релативна процесна вистина, но е единствената правна норма која би обезбедила правна сигурност и ефикасност на правото. Идејата за правда го потенцира значењето на општото добро како една од основните вредности на правото. Содржина на дистрибутивната правда е справедлива распределба на општите општествени добри. Правото е правда, но истовремено и правна сигурност, како негов есенцијален елемент. Ова произлегува и од самата основна функција на правото да обезбеди мир и стабилност, заштитувајќи го поединецот од насилство и ограничувајќи ја принудата, која мора да биде правно заснована и употребена само против повредите на правото. Во кривичниот закон е предвидено дека тој што изврши едно или повеќе дела на убиство, телесно повредување, грабнување на лица, уништување на јавни објекти, транспортни системи, објекти на инфраструктура, компјутерски системи и други објекти во општа употреба, грабнување на авиони или други средства на јавниот транспорт, производство, поседување, транспорт, трговија, набавка или примена со нуклеарно оружје, биолошки, хемиски оружје и други видови на оружје и опасни материи, како и истражување во насока на развој на биолошко и хемиско пуштање на опасни радиоактивни, отровни и други опасни субстанции или предизвикување на пожар со експлозија, уништување на поставки за снабдување со вода, енергија и други основни извори со намера за загрозување на живот и телото и создавање чувство на несигурност или страх пред граѓаните, ќе се казни најмалку 10 години или се казна доживотна. Како дел на тероризам се дефинира извршување на едно или повеќе дела на насилство, убиство, телесно повредување, грабнување на лице со намера на загрозување на животот и телото и создавање чувство на несигурност или страх на граѓаните. Со оглед на тоа дека действијата на одделни дела, убиства, телесна повреда и слични се појавуваат како комплексно действие на извршување на ова дело. Секој од нив поединачно не може да се третира како самостојно. Објектите на тие дела и самите дела се појавуваат како трансмитери, пренесувачи на единствената намера на сторителот за создавање на чувство на несигурност или страх пред граѓаните. Поради тоа, ако терористичкиот акт извршен со 2 или повеќе убиства, ќе постои само едно дело тероризам, а не идеален или реален стек на тие дела. Сето тоа под услов ако постои натрешна поврзаност меѓу делото со единствена целка и мерата на стилот. Понатаму, тој што ќе скрие сторието на кривично дело, за кое гонењето се презема по службена должност, или со прикривање на орудијата, траги, предмети,
или на друг начин ќе му помогне да не биде откриен, или тој што е крие осудено лице, или презема други действия, со кои се оди кон тоа да не се изврши казна, изречените мерки на безбедност, или да не се примерат воспитните мерки, упатување во воспитни установи или во воспитни поправен дом, ќе се казни со платична казна и со затвор до 1 година. Во одредбите од Кривичниот закон е наведено да тој што ќе му помогне на сторител во кој на кривично дело, за кој е пропишена казна затвор од 5 години или потежка, ќе се казни со затвор од 3 месеци до 5 години. А пак тој што ќе му помогне на сторител на кривично дело, за кој е пропишена казна доживотен затвор, ќе се казни со затвор од 1 година. По својата природа, помагањето на сторител по извршувањето на казненото дело, а и атакување е дело на попречување на правосудните органи, односно органите на казненото гонење во откривање на сторителите и казнените дела и во примена на изречените санкции. Атакувањето е опит на учество во туѓо казнено дело по неговото извршување. Действие на извршување на основното дело е помагање на сторител на казнено дело да не биде открили, односно помагањето да правиле различни действија на лично превршување. Помагањето има за цел спречување на откривање на сторител, што значи дека паѓа во времето од извршувањето на делото кај започнување на постапката, преземање действија на помош на сторител и текот на постапката против тоа лице, тоа да не биде осудено и се квалификува како некоја од другите дела против тоа. Помагањето е умислен процес во извршувањето на дело на друг, откако извршител донел одлука за негово извршување. Битен услов за постоење на помагачкото действие во објективна смисла е тоа да представува реален принос кон извршувањето на главните дела. Помагањето се однесува секогаш на определено лице или определен круг лица и на определено дело. Помагањето од субјективна се представува умисла за помагање. Умислата на помагачот треба да содржи, помагањето од субјективен аспект представува умисла на помагачот. Умислата на помагачот треба да содржи свест за извршителот и делот и волјата за помагање и за извршувањето. Помагачот треба да знае дека му дава конкретна помош на определено лице по извршувањето на определеното дело. Помагачот не мора лично да го познава извршител, но доволно да знае дека тоа лице донело одлука за извршување казненото дело. Умислата на помагачот треба да содржи свест за сите битни бенефити. Помагачот да одговара во границите на својата мисла. Тој се казнува како самиот да го стори делото, а може да се казнува како. Но ако две или повеќе лица соучествува во действие на извршување или со друг посебен придонес кон извршувањето на делото, заеднички сторат кривично дело, секој лице ќе се казни со казната пропишена за тоа. Од учество на повеќе лица во казнено дело се прашува заедничката активност на две или повеќе лица и која се остварува законското битие на делото. Ако некој од учесниците постапува со извршителска волја, односно го сакал делото како свое, тој е извршител на делото без оглед на преземеното действие, а ако постапува со соучесничка волја и го сака делото како туѓо, треба да се третира како соучесник, пак без оглед на карактерот и самото действие. Криминалната замисла може да се оствари поефикасно ако се служат способностите на поведение и низ договор за заедничка акција со што ќе се зголеми нивниот купен криминален капацитет. На крај, во правно-судската пракса, судии
явните обвинители, адвокатите, кои работят на предметите от кривична материя. Имаат обичај и често во текот на судската постапка да го потребуваат изразот кривично правен настан. Во случајот за кој сме собрани по моје лично мислење и чувство, како и на целиот судечки состав, овде никако не се работи за обичен, така наречен кривично правен настан. Се работи за монструозно, садистичко убивање, односно одземање живот или ликвидирање на деца, кои едва и станале полнолетни и убивање на еден млад човек. Замислете ги чувствата на екзекутораните жртви. Една секунда пред нивната смрт. Односно, ликвидација, крекнати на своите коленици назнак. Замислите како тие деца, кои тогушно навредне во животот со сите своји не и негови бавини, први љубовни искуства, предизвици, што се не им прошло низ нивните размисли во таа секунда и како не се чувствува. Зошто ние, што лошо сме сторили, па не сме ни имале време да ги замислиме и чувствата на родителите и родители на садистичко убиените жртви. Можеме само да замислиме и предпоставиме во која психолошка бездна биле тие кога разбране дека нивните деца веќе ги нема. Исто така, дали можеме да предпоставиме како тие се чувствуваат и се чувствуваат во долго поминатото време барајќи правда своите најмили, кои никој и никогаш повеќе не може да ги враќа. Ви молам, станете. Во името на граѓаните на Северна Македонија, посоветување и гласање основно кривичен суд Скопје, специализирано одделение надлежно за судење на дела од областта на организирање криминал и корупција, како првостепен кривичен суд ќе донесе следната пресуда. Обвинети Ангели Јаковлевич Наилович се огласува за виновни за сторили кривично дело тероризам по член 394б став 1 во врска со член 22 од кривични закони, па согласно цитираниот член, како и членовите 4, 7, 29, 30, 31, 32, 33, 35 и 32, 9 од кривични закони, ги осудува на казна затвор доживотно. Обвинетиот Агим Исмаилович се огласува за виновен да сторил кривично дело тероризам по член 394б став 1 по врска со член 22, отказе па согласно цитираниот член, како и членовите 4, 7, 29, 30, 37, 32, 30, 35 и 39 од кривични закони го осудува на казна затвор доживотно. А во која казна можда ќе му се пресмет времето поминато во притвор или под затвор. Обвинетиот Хаки Азир се огласува за виновен да сторил 2 кривични дела помагање на сторицо во извршено кривично дело по член 365 став 2 по врска со став 1 од кривични закони, па за секое кривично дело судот го осудува од по 5 години затвор согласно цитираниот член, како и членовите 4, 7, 29, 30, 31, 32, 30, 35, 39, 44 кривични закони и судот го осудува на единствена казна затвор во трајање од 9 години, по која казна да му се заснати времето поминато во притвор, односно затвор. Обвинетиот Фейзи Азири се огласува за виновен да сторил 2 кривични дела помагање на сторите по извршено кривично дело по член 365 став 3 во врска со став
Jedan od каза за всеко кривично дело судот го осудува од по 10 години затвор. Согласно страниот член, како и членовите 4, 7, 29, 30, 37, 32, 35, 39, 41 и 44 од Кривичниот закон, и го осудува на единствен казна затвор во трајање од 15 години, и тоа од причина што согласно Кривичниот закон, кој важел во времето на извршувањето на дела, законот не дозволува збирот на казните да надмине 15 години затвор, а во која казна и ќе му се засмета времето поминато во притворот затвор. И на крајот, обвинетиот за обвинетиот Сами Ѓука се одбива обвинението согласно член 37 став 1 точка 3 од Законот за кривичен постапок, поради кажување на главниот обвинител во обвинението до завршување